Најави за денешниот дневник. Стружани сакаат ски центар на Јабланица. Хотелските капацитети за великденскиот продолжен викенд исполнети до 60%. Ликот на Стар град забрзано се менува, велат активистите од Охрид СОС. Во четврток премиера на комичната гротеска Несфатена цивилизација на Охридскиот народен театар. Од полноќ поскапуваат горивата. Дневникот го започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето претежно облачно и нестабилно со врнежи од дожд и пониски температури. Максималната само 10 степени над 1300 метри нов снег. Во вечерните часови во текот на ноќта кон вторник врнежите ќе престанат и ќе дојде до намалување на облачност. Утре во западна, северозападна, централна и северна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Дожд се очекува и на крајниот југоисток од Европа, во останатите делови од стариот континент стабилно со сончеви периоди и релативно топло. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево време со локална облачност и високи температури. На крајниот север зголемена облачност, а на крајниот исток слабе врнежи дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 11 до 19 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во текот на денот намалување на облачноста и повеќе сончеви периоди, минималните од -2 до 8, максималните од 9 до 18. Во Охрид во вторник претежно сончево време со локална облачност и свежо, минималната 3, дневната 12, а во среда и четврток свежи утра, температурите 2 односно 3 степени. Но во текот на денот претежно сончево време со локална облачност и потопло, максималната 16 до 19. Во петок умерено облачно и нестабилно време, врнежи од дожд и повторен пад на температурите, минималната 6, дневната само 11 степени. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Стружани сакаат да се изгради ски центарот на Јабланица. Според активистите, оваа инвестиција нема да ја загрози природата, а ќе значи бенефит за локалната и регионалната економија. Според градоначалникот Мирко, не постојат пречки за реализација на проектот, веќе има неколку странски компании кои сакаат да го градат ски центарот. Стружани сакаат да се изгради најавениот ски центар на Јабланица. Според активистите, оваа инвестиција нема да ја уништи природата, но ќе предизвика туристички бум во целиот регион, поврзување на езерскиот со планинскиот туризам, продолжување на сезоната и вработување на над 2000 туристички работници. Според проектот, џичарницата ќе биде оддалечена само 3 километри од центарот на градот. Тоа значи дека туристите ќе имаат можност да ја посетат планината преку целата година. Со оглед дека живееме во туристичко место, освен езерскиот туризам, летниот туризам да речам, мора да продолжи малце туризмот и така речено зимскиот туризам, а сезоната да продолжи на неколку месеци, затоа што и тоа е приоритет на Струга. Така да добра работа е све што ќе се вложи во планинскиот туризам. Ски центарот на Јабланица е капитален проект вреден околу 300 милиони евра. Оваа инвестиција ќе биде значајна за целиот регион. Тоа е и планот нормално да се изградат ски центри и жичара, за да живее локалното население подобро, да речем Горна Белица, Бевчани, Подгорци, Лабуништа. И мислам дека е добро. Сега од друга страна малце имат контрадикторности, затоа што од друга страна сакаме Јабланица да се прогласи национален парк, а од друга страна сакаме ски лифт и жичара. Правиме тука нешто, треба некој заеднички јазик да се најде. Со децении се најавува изградба на ски центар на Јабланица. Изработени се неколку проекти, но тие до денес се само на хартија. Според градоначалникот Мирко, овој проект станува реалност. Не постојат пречки за реализација, веќе има неколку странски компании кои сакаат да го градат ски центарот. Во текот на продолжениот великденски празничен викенд, хотелските капацитети на Охридското крајбрежје ќе се исполнат по меѓу 50 и 60% со гости од земјава и регионот. Тоа ги подгребва надежите на хотелиерите и угостителите дека предстојната туристичка сезона ќе биде поуспешна од минатогодишната. За великденските празници, хотелските капацитети на Охридското крајбрежје ќе бидат солидно исполнети. Претежно домашни гости и туристи од соседните земји ќе го поминат продолжениот празничен викенд во Балканскиот Ерусалим. Оваа година интересот за великденските празници е доста поголем за разлика од минатата година. Пополнетоста на хотелските капацитети се движи од 50 до 60%, со гости од нашата земја, како и гости од Србија и Црна Гора, а секако се очекува интерес и од другите земји. Најавите говорат дека целосна пополнетост веќе имаме со почеток на првомајските празници, која ќе започне и туристичката сезона во Охрид.
Иако за предстојниот великденски викенд хотелиерите најавија дека ќе ги пречекаат гостите со услуги поскапи за над 30%, сепак се очекува тоа да не ги премисли традиционалните посетители на Охрид, а градот за празници секогаш го исполнуваат и сопствениците на викенд становите. Угостителите се оптимисти дека ќе има работа за предстојните великденски и првомајски празници, што пак ќе им ги подгрее надежите дека ќе следува успешна туристичка сезона. Нам како гостители ни представува голем показател посетеноста за великденските празници, да речеме и првомајските, каква ќе биде престојната сезона во Охрид и регионот. Затоа со голема надеж гледаме на посетеноста за овие празници. Се надеваме дека ќе оставиме како град и како туристичка одредница убав впечаток кај нашите посетители. Целосна исполнетост на хотелско-угостителските капацитети се очекува со почеток на првомајските празници, кога ќе започне и туристичката сезона. На Охридската ривиера ова лето се очекуваат гостите од Србија, Холандија, Турција, Полска и Англија. Утре Советот на општина Охрид ќе одржи 26-та седница. На дневен ред се 32 точки. Советниците ќе се изјаснат за одлуката за усвојување на годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи за одведување отпадни води за 2022 година на јавното предпријатие Нискоградба од Охрид, за давање согласност на одлуката за задолжување со наменски кредит на јавното предпријатие Охридски комуналец од Охрид. На дневен ред се измени и дополнувања на годишните програми за активностите на општина Охрид во областа на основното и средното образование за оваа година, измени и дополнување на годишната програма за здравствената и социјалната заштита за оваа година, на програмата за уредување на градежно земјиште, програмата за урбана опрема, изградба и одржување. Ќе се изврши измена на распоредот на средствата и проширување на средствата на буџетот на општина Охрид за 2023 година. Наред е и предлог одлуката за измени и дополнување на одлуката за пренесување право за објавување на јавен оглас за давање на простор за поставување урбана опрема, како и предлог одлуките за давање на времено користење недвижен имот од деловен простор сопственост на општина Охрид, на општинската организација Сојуз на борци од Охрид и Деберца, на државниот санитарен и здравствен инспекторат Охрид и на државниот инспекторат за труд подрачно оделение Охрид. На дневен ред се и 10 точки од урбанизмот, меѓу кои 8 одлуки за легализација на бесправно изградени објекти во Лескоец, Свињишта, Охрид 4, Велестово и Ливоишта и Долно Лакочереј. Почетокот на седницата е закажан за 9 часот, а ТВМ телевизија ќе врши директен пренос од истата. Ликот на Стар град забрзано се менува, велат од Охрид СОС. Голем број објекти се избришани од листата на заштитени добра затоа што претрпеле промени, а дел од старите оригинални градби кои ги има се помалку се оставени на забот на времето. Дали за неколку години ќе треба да го применуваме старото градско јадро во ново, со оглед дека мнозинството градби тука се нови, прашуваат активистите за заштита на природните и културните вредности на Охридскиот регион. Многу малку или недоволно се прави за реална заштита на старото градско јадро и покрај постоењето на закон за прогласување на старото градско јадро во Охрид за културно наследство од особено значење. Изминативе години особено неговиот лик забрзано се менува, велат од граѓанската платформа Охрид СОС. Посочуваат дека старите оригинални градби во овој дел на градот се помалку на број и се оставени на забот на времето. Иронично, наместо заштита добиле само табла на која е наведено дека куќата е од 19 век, на кое семејство му припаѓала, а таа во моментот само што не се срушила. Овај примерот со куќата во Канео само еден од многуте. Новите градби често се ни копија на она што се урнало, туку се различни по обем и изглед. За Управата за заштита на културното наследство и Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид се е според закон, како што вообичаено изјавуваат или споделуваат, велат од Охрид СОС. Активистите на Охрид СОС пред известно време ја добиле на нивно барање листата на културни добра на територија на општина Охрид, Струга и Дебрца. Воочиле дека во делот на старата градска архитектура во Охрид избришани се од заштита голем број објекти. Во делот на старата градска архитектура во Охрид избришани се од заштита 56 објекти, бидејќи во меѓувреме новите собственици ги урнале без дозвола или мислење од заводот, ги видоизмениле со што ја нарушиле оригиналноста или изградиле нови објекти кои се различни од објектот кој бил внесен на листата.
Никакви санкции за тие еднострани акти. Во заводот немале доволно вработени, не можеле постојано да контролираат кој што прави и какви намери има. Единствено што направиле е да ги пречкртаат во документот и со тоа да прекине нивната заштита, посочуваат од Охрид СОС. Активистите ја посочуваат градбата на улица Христо Узунов, која е актуелна периодов, која се наоѓа непосредно до административната зграда на завод и музеј, а која не наликува на некогашната куќа на чие место се гради. Додаваат дека градежната механизација ги уништила специфичните улички кои не се предвидени за толкава носивост. Од Охрид СОС резигнирано заклучуваат дека наместо одговорност за вакви постапки, кај оние кои ги одобриле има одобрување и дека од завод и музеј замижуваат на ваквите практики. Дали воопшто ќе престанат или за неколку години ќе треба да го преименуваме старото градско јадро во ново, со оглед дека мнозинството градби таму се нови, јавно прашуваат од Охрид СОС. Повторно пожарена трска на Струшкото крајбрежје. Вчера во 1 часот и 30 минути во Оделението за внатрешни работи Струга пријавено е дека покрај крајбрежјето на Охридското езеро, околу патеката која од Струга води кон селото Калишта, настанал пожар на државно земјиште со трска и нискостеблеста вегетација. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга, информираат од СВР Охрид. Комичната гротеска работена по делото на Добри Војников, несватена цивилизација во четврток пред Охриѓани. Иако напишана пред век и половина, актуелноста и свежината на темите кои ги третира, ја прави оваа представа една од оние кои мора да се видат. Прашањата за зачувување на нашиот социолошки и културолошки идентитет и универзалните теми за моралот, честа и етиката се основата на најновата театарска представа во изведба на актерите од Народниот театар од Охрид, Несватена цивилизација, работена по истоимениот текст на бугарскиот автор Добри Војников, напишан пред повеќе од век и половина. Преку една многу интересна семејна драма, прикажана на еден комичен, ироничен, дури гротескен начин, ние ги испитуваме сите овие прашања. Дали нашиот идентитет, културолошки, социолошки треба да се менува или треба да остане таков каков што е, се отвара и прашањето за припадност, дали човекот од 21. век умее да припаѓа на конкретна заедница и се отвараат прашањата за моралот, честа и етиката како такви. Станува збор за театарски производ кој не било лесно да се донеси, од чишто резултат екипата е задоволна, вели Горан Стојановски, актер во представата. Самиот начин како е поставена и жанровите кои се испреплетени ја прават една од представите кои публиката во Охрид мора да ја видат. Треба да ја дојдат и да ја видат затоа што е несекојдневна. Така да, веројатно немам што повеќе да кажам, како и сите представи кои се исполнети со енергија, и ова представа малку од почетокот ни звучеше чудно, пошто некои колеги играат жени и така натаму, ама искрено се надевам и очекувам публиката да го дае своето мислење и очекувам да оцени представата како добра представа, како нешто за кое ние се ангажиравме и уште се ангажираме 100%. Актерот Стрезо Стаматовски објаснува дека тематиката која оваа представа ја третира останала век и половина актуелна и несомнено ќе биде актуелна уште толку доколку некои работи во нашата средина не се променат. Го играм ликот на Злата. Злата е една жена која што од петни жили сака да биде нешто сосема друго од нешто не. Во нејзината, да речем, травестија за поголем залак кон она што се вика цивилизација, Европа, манири, мода и сите тие ушминкани нешта, доаѓа до ситуација дури да си го продаде оно што е најценното, а тоа е душата на човекот. Ивица Цонев, кој во представата толкува 3 лика, вели дека публиката ќе ја памети оваа представа по згустениот аналог на дејствието и темпото кое е многу динамично, а посебно интересни се жанровите кои се испреплетуваат. Некоја комична гротеска со препратки и можеби кабаре препратки на моменти. Во представата играм 3 лика, и сите 3 се представници на конзервативното, на шинското, кои
што се во конфликт се разбира со модернизмот или со модерното. Конфликт кој што ќе биде вечно актуелен според мене. Се разбира, сите три лика потекнуваат од различни социјални сталежи, со различен интелект, со различни професии, но ги обединува една работа, а тоа е вербата во етичките, во моралните вредности. Актерите Филип Кипровски и Павел Маслов зборуваа за актуелноста на темите и ликовите заедно со сите нивни карактеристики. И колку се среќни ликовите, всушност, мислам, банално ама среќни се ликовите што се манипулирани од еден сладкоречив шарлатан, а исто како што и ние денеска сме секојдневно манипулирани од шарлатани, ама барем нивниот шарлатан е сладкоречив, нашиве шарлатани се само шарлатани. Во представата го играм ликот на Анка, ќерка на Злата и Хаджи Коста, представник на помладата генерација, заслепена од сите ново наметнати вредности кои што ги имаме и ние ги среќаваме во нашето секојдневно живење. Актерскиот ансамбл овој пат е исклучиво машки. Некои од актерите играат и женски ликови од представата, некои и по неколку од ликовите. Па така публиката оваа недела ќе може да ужива во актерската игра на Горан Стојановски, Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Павел Маслов, Ивица Цонев и Филип Кипровски. Пред премиерата на представата е закажана за 12 април во среда, а премиерно предохриѓање несватената цивилизација ќе се најде во четврток 13 април во 20 часот. Билетите се пуштени во продажба. Утре без вода ќе бидат жителите од високата зона на стариот дел од градот. Поради приклучување на новиот цевковод на улицата Браќа Миладиновци во водоводната мрежа, утре, вторник, 11 април, од 8 до 16 часот, ќе има прекин во водоснабдувањето на сите улици од високата зона на стариот дел на градот, информираат од јавното претпријатие Водовод Охрид. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од полнок да поскапат горивата. Евро Супер 95 поскапува за 1,5 денар и од утре ќе се продава по цена од 84,5 денари по литар. Евро Супер 98 поскапува за 2 денари и според новата цена ќе се продава по 87 денари по литар. Поскапува и Евро Дизел за 2 денари и од утре ќе се продава по малопродажна цена од 74 денари по литар. Поскапува и цената на екстра лесното масло за 1,5 денари и ќе се продава по 73 денари. Мазутот се зголемува за 0,5 денари и од утре ќе се продава по цена од 41,1 денар по литар. Следуваат вестите од светот. Американскиот разурнувач USS Милиус денеска изврши операција за слободна навигација во делот на Јужното Кинеско море, на чие право претендира Пекинг, во време кога кинеската војска одржува воени вежби околу Тајван. Ова операција на слободна навигација ги почитува правата, слободите и законската употреба на морето, соопшти американската морнарица, истакнувајќи дека бродот поминал во близина на островите Спратли. Тие многу ги оспорува островите на кои покрај Кина претендира и Виетнам, Тајван, Филипините и Малезија. 2 лица загинаа при уривање на 2 згради во францускиот град Марсеј, објавија утрово пожарникарите кои учествуваат во спасувачката операција по експлозијата. Потрагата продолжува, но како што одминува времето, надежта дека ќе се најдат преживеани се намалува. Очевидци од околните згради велат дека околу 4-катницата се почувствувал силен мирис на плин, кој според обвинителот во Марсеј не покажувале знаци дека се дотраени. 5 лица се примени во болница со сериозни повреди кои не се опасни по живот. Локалните власти во неделата соопштија дека се претпоставува дека 8 лица се затрупани под урнатините. Илјадници демонстранти се собраа во неделата пред грузискиот парламент во моменти кога се зголемува незадоволството од владата. Критичарите ја обвинуваат владеачката партија Грузиски сон дека е под контрола на Русија и дека ја назадува демократијата. Владата беше обвинета за затворање на политичките противници и замолчување на независните медиуми. Митингот беше организиран од главната опозицијска партија за поддршка на затворениот поранешен председател Михаил Саакашвили. Саакашвили, кој во 2
мандат ја водеше Грузија како председател помеѓу 2004 и 2013 година, моментално отслужува 6-годишна затворска казна за злоупотреба на власта, иако меѓународните групи за право го осудија неговото осудување како политички мотивирано. Најголемиот град во Нов Зеланд, Оукленд, беше погоден од торнадо 2 месеци по разорниот циклон Габриел, кој нанесе голема штета на земјата. Службите за итни случаи во Оукленд соопштија дека почнале да добиваат повици за локален хаос околу 21 часот во неделата навечер, пишува Нов Зеланд Хералд. Властите примиле повеќе од 30 повици во кои луѓето пријавиле дека покривот им бил разнесен од куќата и дека се соборени дрвја. За сега нема информации за повредени. Пожарникарите им помогнаа на жителите да стават се ради на покривите во текот на ноќта, а официјалните лица изјавија дека најголемиот дел од штетата е направена на потегот помеѓу 11 улици. Во Нов Зеланд денеска во период од 12 часа се забележани 14.000 удари од гром, а силен дожд го погоди јужниот остров на таа земја, објави Гардијан. Полицијата на градот Нелсон соопшти дека уште едно торнадо ја погоди областа Апер Мутер, оставајќи 12 домови без покриви и еден стамбен блок без струја. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодариме што не следевте. Имајте пријатен ден.